Распослано на величествени ридови на планината Јабланица во областа Дримкол, меѓу 800 и 950 метри надморска височина, се наоѓа Вевчани. Во прекрасната природа на истите ридови, од кои избиваат познатите вевчански извори, е распространето заштитното подрачје споменик на природа Вевчански извори, чиј составен дел се шуми од питом костен, еден од најдарежливите подароци на природата. Освен што се символ на издржливост и просперитет, овие шуми нудат не само убавина, туку и изобилство екосистемски услуги и голем број можности за локалната економија. Маркантните питом костенови шуми се темел на екосистемот околу Вевчани. Овие дрвја со нивните разгранети корени обезбедуваат заштита од ерозија на почвата, која на овие стрмни терени би била многу изразена и штетна доколку не се шумите и дрвјата. Освен тоа, го прочистуваат воздухот, позитивно влијаат на нивоата на подземните води и овозможуваат биодиверзитет. Под и во нивните крошни живеат огромен број видови организми, од печурките, како костенов вргањ, воловски джигер и голем број други, преку бројни видови друга растителност, се до низа цицачи, птици, водоземци, членконоги, како и инсекти, а меѓу нив и пчелите, кои во доцна пролет и рано лето се напасуваат од прекрасниот костенов цвет. Питомиот костен не треба да се третира само како подарок од природата, туку да се смета и како потенцијално битен фактор за локалната економија. Најголемата директна економска придобивка се несомнено вкусните костенови плодови, кои што секоја есен, со секоја берба, отвораат можности за најразновидни производи. Освен кај нас најпознатите костен печен на жар и варен костен, од плодот може да се прави и костеново брашно, кое има свое место во кондиторската индустрија. Ова е особено значајно затоа што е без глутен, толку озлогласениот алерген присутен во брашното од повеќето житни култури. Посебен специјалитет е така наречениот марон гласе, во нашиот регион речиси непознат сладок деликатес, што всушност е зашербетен костенов плод. Овој благороден дрвен вид нуди уште еден подарок – темниот ароматичен мед. Костеновиот мед е ценет не само поради неговиот специфичен вкус, туку и поради неговите здравствени придобивки. Во Вевчани, пчеларството има потенцијал да заземе голем дел од руралниот живот и стопанисување, обезбедувајќи одржлива екзистенција за многу семејства. Да не ги заборавиме и многобројните видови печурки кои се собираат во костеновите шуми, како што е костеновиот вргањ, а кои што се деликатеси сами по себе, или пак се највредните и највкусни додатоци на врвните јадења. Иднината на Вевчани е тесно поврзана со костеновите шуми, кои што нудат изобилство можности. Доколку локалната и пошироката заедница продолжи да го негува овој ресурс на одржлив начин, костенот ќе обезбеди не само заштита на животната средина, туку и одржлива екзистенција за генерациите што доаѓаат.